44 дена поред низ македонските градови се одржуваат протести во организација на иницијативата за заедничка Македонија, на кои граѓаните секојдневно ги повторуваат пораките за отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарниот карактер на Македонија. Битолчани на вчерашниот мирен собир повторно кажаа не за двојазична Република Македонија и дебати кои се вовед во промена на знамето, химната и грбот на државата. Со развиорени македонски знамења, битолчани истакнаа дека ќе истраат во борбата за унитарна Македонија. Овие луѓе, како и луѓето во 40 на градови низ Македонија кои се собираат, имаат едно заедничко големо нешто. Тоа заедничко големо нешто, како што веќе помнав, се вика љубов кон Република Македонија. Тоа се вика љубов кон сопствената држава. Сето останато во овој момент или е помалку важно, или е воопшто неважно. Јас би сакал да ви кажам дека историјата не учи многу нешта. Отворете го кој сакате учебник по историја и ќе видите дека историјата познава големи луѓе кои не ја сакале власта и тоа е легитимно. Историјата познава големи луѓе кои ја сакале власта и тоа е легитимно. Но историјата не познава и не памети луѓе кои не ја сакале сопствената татковина. Од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија најавуваат дека нема да се откажат од присуството на улиците. Протестните маршеви ќе продолжат се додека не бидат усвоени сите нивни барања. Односно, се додека сите политички субјекти во државата не ја отфрлат во целост така наречената тиранска платформа.